Не се почитува договорот помеѓу оризопроизводителите, откупувачите и владата, и оризовата арпа во Кочанско се уште стои во складиштата. Откупот се одвива многу тешко, да не се откупува. Само, значи, еден преработувач и откупувач, тоа не Данилов, само тоа откупува. Другите, и ако взимат го испод производната цена. Ако рандамано е до 50%, Данилов го взима на сите 27 денара. А значи едните од 27 до 30 денара ги откупува едните сорт. Не се стојат никој единствено он. Која е цената на арпата во моментов? Од 22 до 26 денари. Значи на производната цена сите останатите не откупуваат 27, 25, 24, максимално 26 на некој. Колку оризова арпа во моментов има во залиха? Па сигурно стои едно 70%. Може да има едно 12.000 тони стоја оризова арпа во амбари. Значи ние не знаеме самите што да правиме. Ако со овој темпо оде, оризо нема да се откупен до новата реколта. Што значи и за едната година ќе има тотален хаос. Дали ова значи дека ќе има протести и кога би се организирале? Јас не сум за протести. Сите проблеми се решават со разговори. Меѓутоа се е исцрпено, те не почитуваат ниту влада, ниту инспекција и никој ништо не им може. Тоа се картели, страшни картели. Се они не можат да продадат, се они се загуба, они работат за нас, за многу хумани. Кој ќе види дека нема, кој ќе му стиса на народот, сам ќе искочи спонтано. Никој не треба да го организира. Доколку производителите најитно не ја продадат ланската реколта, тие нема да бидат во можност да инвестираат во нова сеидбена сезона. Немаат пари за нафта, ѓубрива и препарати, а голем дел од нив имаат и долгови.